Тужбите се подготвени, треба само да се поднесат. Се заканува синдикатот на културата откако стана јасно дека културните работници ќе ги добијат јулските плати дури во септември. Сепак се надеваат дека до тоа нема да дојде. Веднаш откако новата министерка за култура ќе ја преземе функцијата во понеделник, ќе инсистираат на средба за парите конечно да бидат пуштени. Веќе имаме некои неформални разговори. И таа средба ќе се случи очекуваме да се случи понеделник или вторник. Значи ние сепак ќе се јавиме веднаш по официјалното назначување преземањето на функција и ќе ги договориме детали. Вработените во културата се револтирани бидејќи систематизациите не се завршени и поминаа 8 месеци од потпишувањето на колективниот договор. Министерството за култура било бавно и не ги известило институциите навреме. Тие пак ништо не сториле сами и покрај објавата во службен весник, само чекале инструкции од Министерството за да ги помрднат работите од мртва точка. Со години не правеле анализи на работни места. Актуелниот премиер Оливер Спасовски вчера вината ја лоцираше во директорите на културните установи, но засега нема најави за казни или пак нивно разрешување. Синдикатот не верува дека некој директор ќе биде санкциониран. По последните 15 години ретко кога се случило некој директор на установа да биде повикан на одговорност. Кога имаше промена на власта, значи со тоа дојде и промени на директорите, сите очекуваа дека ќе се направат некакви ревизии во институциите, ќе се видат некои проблеми кои што се случувале во минатото, ќе испливаат на површина, малверзации, нелегални работи и така натаму. До сега не се случи ништо. Ние знаеме конкретни работи, знаеме, значи за како се доделувани плати во минатото, кога немаше општ колективен договор во културата, колку пати се случило ало во Министерството за култура, ова работно место и така натаму, измислени работни места. Од СОНГ велат дека 100 од 120 директори на театри, музеи, библиотеки и културни центри не ја подготвиле систематизацијата навреме и не ја доставиле потребната документација за исплата на плати. Прашаа дали се работи за бојкот на директорите или пак некој ги потикнал намерно да не го спроведат процесот навреме. Спасовски вчера тврдеше дека буџетот за плати во целост бил обезбеден.